Добро вечер на сите присутни. Ви благодарам што вечер во одвоите време да дојдете по повод трибината на ликот и делото на Трајко Попов. Јас сум Маневски Столе, член и симпатизер на Македонски Аманет, Македонец за македонец. И пред да започнеме, само сакам да станеме, да оддадеме почит на жртвите од земјотресот во Турција и да станеме за интерпретација на македонската химна. Нека им е лесна земја. Сега идеме со химната. Како што кажав, тука сме по повод трибина за Трајко Попов. Оваа трибина морам да потенцирам дека е возможена од нашиот председател, човек кој што неуморно се бори за нашата кауза и човек кој што е многу голем македонец. Би посакал да даеме еден огромен аплауз за Дејан Гаровски Гавра. Ние сме тоа здружение кој во овие тешки моменти кога македонците се забораваат, ние сме тоа здружение кој што се обидува да ги даде онамо каде што има правото место во историјата. Ниеден да не се потцени за оваа македонска борба, затоа што реално србите и бугарите се обидуваат да земат се што нам ни припаѓа. Затоа нашето здружение најпрви почна со иницијатива за Васил Ладжиларски. Имавме одлична трибина, а потоа сега ќе продолжи со Трајко Попов, Анте Поповски и ред други, кои што се ниеден нема да биде заборавен. Сите ќе бидат додадени онамо каде што треба. За таа чест вечер вас со нас се тука професор доктор Маријан Ивановски, кој што има напишано книга по повод Трајко Попов, и господин Зоран Димовски, кој што е председател на местен комитет Раштак, ќе ни објаснат нешто повеќе за ликот и делото на Трајко Попов. Да почнеме најпрви со господинот Маријан Илиевски. Благодарам. Почитувани, дозволете ми најпрво да го изразам моето задоволство и благодарност што сум денеска дел од овој настан, од оваа трибина. Благодарност пред се до
организаторот на овој настан. Тоа е Сдруженијето Македонски Аманет. Задоволството е уште поголемо затоа што денеска сме собрани на еден настан за една личност за која што за жал македонската јавност е многу малку запознаена. Токму тоа беше и главниот мотив во 2018 година заедно со авторот, публицист и хроничар Ставре Джиков да ја напишеме, да го истражеме животниот пат на Трајко Попов и да ја напишеме монографијата Аполон, водач на македонскиот бунт. Неговата дејност е сестрана. Тој не само што бил политички, патриотски активен, туку тој и познат културен деец, член и основоположник на игроорната група Раштак. Меѓутоа, денеска ние ќе ставиме акцент повеќе на неговата политичка дејност. Трајко Попов е роден на 7 февруари 1910 година во скопското село Раштак. Неговите најрани детски години поминувале во период на војни, поделби и окупации. Иако бил дете, Трајко Попов бил свесен за положбата во која што се наоѓал, во која што се нашол македонскиот народ, пред се затоа што тој потекнувал од интелектуално свештеничко семејство. Во неговата куќа се воделе долги разговори на тема Македонија помеѓу раштанци и неговиот татко Поп Коста. Трајко имал само 12 години кога српската жандармерија упаднала во селото и уапсила голем број раштанци, меѓу кои неговиот татко Поп Коста за антидржавно делување. Тие настани силно се врежале во меморијата на младиот Трајко, што дополнително влијаеле кај него да се јави силно антиокупаторско расположение и љубовта кон Македонија. Трајко политички се активирал во 1935 година. Тоа е период кога во Југославија се води една жестока политичка борба помеѓу здружената опозиција и владеачката партија. Поп Коста и неговиот син Трајко се вклучуваат кон здружената опозиција предводена од земјоделската странка на Владко Мачек. Апсењата, малтретирањата кои што семејството ги доживувало од српските власти, како и прогонствата, но и политиката на негација и асимилација која што ја спроведувала српската власт кон македонскиот народ биле главни причини да се определат за здружената опозиција. Затоа што таа се залагала за федерално преуредување на Југославија. За време на предизборната кампања Трајко Попов бил неколку пати апсенат. За време на изборниот ден тој бил уапсен заедно со неговиот татко и осуден на 1 месец затвор за антидржавно делување. Наредните избори се случуваат во 38-та година. Тогаш адвокатот Васил Стефанов му предложил на неговиот татко Поп Коста да се кандидира за пратеник од здружената опозиција, меѓутоа тој одбива, но ветуваат поддршка за идниот кандидат на здружената опозиција. Првите поконкретни чекори за дејствување надвор од тогашниот политички систем Трајко Попов ги прави паралелно со неговото учество во парламентарните избори 38-та година. Имено во тој период Трајко Попов заедно со неколкумина негови пријатели задоени со идејата за обединета, независна македонска држава на македонскиот народ ја формираат Македонско национално движење Бунт. За жал, за основањето на оваа организација не располагаме со оригинална документација, туку основањето и на тамошното дејствување го базираме на полициска документација, на судска документација, записници, како и сведоштва. Па така за основањето на Бунт, еден од учесниците Ефтим Гашев ќе го запише следново.
Во индивидуални и цитирам, во индивидуални и групни размислувања се роди идејата за создавање на еден национално политички пропаганден актив за ширење на идејата за македонска државност и национална индивидуалност, а со самото тоа борба против големосрпската асимилација. Така една група скопски ентузијасти, национално македонски дефинирани, се определуваа за создавање македонско национално движење Бунт. Тоа се случи на 30 мај 1938 година во Скопје, на иницијатива на Трајко Попов од село Раштак, Скопско, Борислав Градишки, студент од Скопје, Геле Ристевски, автокаросерист од Скопје и македонецот Муслиман Нури, работник од Скопје. Овие иницијатори и дотогаш действуваа индивидуално и инцидентно на ширењето на македонската кауза, но времето бараше поорганизиран настап. А за организационата поставеност и целите Ефтим Гашев ќе го запише следново. Бунт не беше класична политичка партија и со таква организациона поставеност. Тој беше илегален пропаганден актив, хиерархиски неорганизиран. Програмата и целта беа јасни и недвосмислени. Борба против големосрпската и големобугарската асимилаторска политика. Со тоа се крева македонскиот национален дух. Како крајна цел на движењето беше постулатот на првобитната и централистичка тморо, приспособено на политичко-економските услови на времето. А сеќавањата на еден од основачите на Бунт, Борислав Градишки, Ефтим Гашев ги пренесува со следните зборови. За действувањето на Бунт, Борислав Градишки ќе забележи дека поактивните соидејци во група од 15-тина се состанувале еднаш месечно кога се договарани наредните активности. Дури се собирани пари за купување книги што колективно се читани и коментирани. Формиране нелегален фудбалски клуб Македонија, кој диво се надпреварува со разни малски клубови. Се сеќава Борислав и на една политичка манифестација пред францускиот конзулат во Скопје, кога при доаѓањето на висок француски функционер во 1939 година 20 на наши активисти го креваа гласот за Македонија извикувајќи Либерте, Либерте. Втората светска војна донела нова поделба на Македонија. Овој пат од силите на Оската. Најголемиот дел од Македонија, вклучувајќи го и градот Скопје, припаднале на фашистичка Бугарија. Бугарските окупаторски власти имале практика во населените места да назначуваат намесници од локалното население. Па така, на барање на иницијатива на населаните од Скопската околија за намесник на скопските села Марино и Белимбегово, бил поставен Трајко Попов од 30 септември 1941 година до 30 септември 1943 година. Нему покрај македонците многу му верувале и српските колонистички семејства. Тој се заложил за нивните барања да не бидат разурнувани нивните имоти. Воедно дошол и во конфликт со насилниците кои сакале да го одземаат движниот имот на српските колонисти кои што во тој период ја напуштале Македонија. Околискиот управител, бугаринот Петар Думев, постојано му вршел притисок на кметот Трајко Попов да ги иселува, да ги протерува српските колонистички семејства, на што тој жестоко се спротиставувал. Одмаздувајќи му се, бугаринот Петар Думев го мобилизирал во работниот батальон, каде што Трајко Попов останува до 3 јануари 1944 година. Батальонот работел во Струмица, кај летувалиштето. Групата Бунт и во текот на Втората светска војна не се откажала од идеалот за независна и обединета македонска национална држава. Нивните активности биле насочени пред се во разговори и разменување на мислења со поединци и групи со цел омасовување на движењето. Меѓу првите активности што ги направиле Трајко Попов и Борислав Градишки во оваа насока бил состанокот во Софија со група
студенти од Софискиот универзитет по потекло од Пиринска Македонија. На средбата и двете страни ги изнеле своите политички ставови, погледи зинината на Македонија и како што пренесува Ефтим Гашев, пиринците, цитирам, кои биле индоктринирани, се залагаа за самостојна македонска држава на македонските бугари. Исто така и на вториот состанок од 2 август 1943 година, на кој освен Трајко Попов и Борислав Градишки, присуствувале и Радко Градишки, Геле Христовски, Ѓорги Зафировски, пиринците не отстапувале од своите ставови. Тоа било всушност и годината кога движењето де факто се реактивирало и кога се вклучува Ефтим Гашев. Во услови на војна и окупација, движењето немало намера да се претвори во некаква си политичка партија, туку, како што вели Ефтим Гашев, да ја шири идејата за македонската национална свест, да се спротивставува на српскиот, а сега и на бугарскиот окупатор во ширењето на антимакедонската асимилаторска дејност. Трајко Попов предложил организирање на петорки кои според него, цитирам, можат да бидат членови само македонци со идеи и разбирање за самостојна Македонија, малодушие и тежнение за присоединување на Македонија на Србија или Бугарија, со такво мнение член да биде изоставен. Но, до формирање на така наречени петорки не дошло поради тоа што Трајко Попов бил ангажиран, односно мобилизиран насилно во работниот батальон. Во втората половина на 1944 година Трајко Попов заедно со неговиот брат Никола Попов и Трајко Јовчев се вклучуваат во народно-ослободителната борба на Македонија и тоа во 16-тата Македонско народно-ослободителна ударна бригада. Втората светска војна за македонците представувала можност да се реализира вековниот стремеж за создавање на национална собствена држава. Завршувањето на војната резултирало со остварување на овој стремеж, но за жал на само еден дел од македонската етногеографска територија. Таквото парцијално решение на македонското национално прашање резултирало со голем бран незадоволства, како во Федерална Македонија, која што била вклучена во Југословенската федерација, така и во останатите делови на Македонија кои што останале под власта на Грција и Бугарија. Како форма на тоа незадоволство, веднаш по конституирањето на Федерална Македонија биле формирани голем број на конспиративни групи и организации кои имале за цел демократизација на Македонија и создавање на независна и обединета македонска држава. Тие групи и организации најчесто го користеле името на старата македонска револуционерна организација ВМРО. Во периодот од 1946 до 1949 година биле разоткрини вкупно 46 вакви групи и уапсени 767 лица. Една од тие групи е и Македонското национално движење Бунт, кај кој што постои континуитет за идејата на независна и обединета македонска држава, на македонскиот народ. Иако Бунт немала строга хиерархиска структура, сепак раководител водач на истата бил Трајко Попов, советник Борислав Градишки, а пропагатор Ефтим Гашев. Една од првите задачи на групата по нејзиното реактивирање била омасовување на истата. Значи создавање на така наречени петорки. Воедно Трајко Попов направил и обиди да се расшири организацијата надвор од Скопје, односно испратил курири во Куманово, Кавадарци и Кочани, но и тој самиот одел лично да агитира заедно со членови од групацијата. Но поради стравот и притисокот што го наметнале новите власти за одржување на режимот по секоја цена и безкомпромисна борба со политичките неистомисленици, голем дел од контактираните лица гледале само со симпатии спрема Бунт без да се вклучат во истата. Оделението за заштита на народот, или попознато како ОЗНА, преку својата добро расширена мрежа на доушници, дознале за активностите на Бунт.
Нивните агенти на терен распрашувале сведоци чии изјави биле користени како доказ против Трајко Попов. Сведоците биле сослушувани од март до почетокот на јули 1945 година. Трајко Попов и преостанатите од групата Бунт биле уапсени на 23 мај 1945 година и притворени во зградата на Централна ОЗНА. Таму биле задржани до 25 септември 1945 година и потоа префрлени во тврдината Кале, кој што тогаш бил истражен воен затвор. Обвинетата група таму останала до 10 март 1946 година, кога била донесена осудителна пресуда. Трајко Попов бил сослушуван на 23, 25, 28 мај и 5 јуни. На 23 мај при првиот распит пред исследникот на ОЗНА на прашањето дали од ослободувањето наваму тој политички се интересирал, Трајко Попов одговара: категорично не. За да се занимавам со политика треба да сум политички издигнат, а јас во тој поглед стојам ниско. За мене постои само еден идеал, да видам обединета Македонија, Пиринска и Егејска до Солун. На 25 мај 1945 година исследникот на ОЗНА го прашал каков беше програмот на организацијата, а во записникот ќе биде запишано следново: за цел си поставивме да ја прибереме младината за борба против денешното, а за целокупна Македонија. Исследникот го распрашувал и му поставувал повеќе прашања и Трајко на нив одговара: ќе го издвоиме уште овој исказ. Секој пат сме се прибирале едни и исти лица од страна другари кои гледаа, видаа дека таа наша организација нема нешто сериозно и започнаа да не напуштаат. И на крај останавме пак истите: Борис, јас и Ефтим. Со започнување на партизанските борби и со паролата за федеративна Југославија, за нас беше необјаснива и си поставивме прашањето дали во таа Југославија влегуваат Пиринска и Егејска Македонија или само Вардарска. Со тоа, ако во неа влегува Грчка Македонија со Пиринска, за нас нема друго да постои освен федерална Југославија. Ако пак остане само Вардарска, таа би била непотполна единица како мува без глава. Јавниот обвинител на град Скопје, Благој Поповски, на 25 февруари 1946 година изготвил обвинителен акт против Трајко Попов и останатите членови на Бунт и ги обвинувал за кривични дела од Законот за кривични дела против народот и државата, односно како државни непријатели на Федерална Македонија и Југославија. Обвинителниот акт го доставил до Окружниот народен суд Скопје. Во салата на Окружниот народен суд во Скопје судењето се одржало од 6 до 10 март 1946 година. Судењето го водел председателот на Советот судијата Панта Марина, а обвинител бил Благој Поповски. Адвокати по службена должност биле доктор Борис Арсов и Мицко Михајловиќ. Со пресудата од 10 март 1946 година судот ги прогласил за виновни. Трајко Попов казна смрт со стрелање, Борислав Градишки 20 години, Никола Попов 8 години, Милка Цветанова 5 години, Бранислава Цветанова 3 години, Милорад Градишки 9 години, Ефтим Гашевски 12 години, Слободка Дилева 1 година, Ана Костова 5 години, Ханс Хицман казна смрт, Курт Бекер 8 години. Како што може да видиме, тоа биле драконски казни. Во централниот затвор на Кале останале осудените на смрт со стрелање Трајко Попов и Ханс, а другите осудени во април 1946 година биле пренесени во КП Дом Идризово. Бранителите адвокати Мицко Михајловиќ и доктор Борис Арсов понеле жалби до Врховниот суд, кој што закажал повторно судење на 1 јули 1946 година. На судењето присуствувале осудените, на кое судот ја потврдил осудителната пресуда. Пресудата на 1 јули ја донесуваат судиите председател Методи Најчевски, членовите Ѓорги Тутунџиев и Панев и Дановски. Мора да споменеме дека судијата Ѓорги Тутунџиев гласал издвоено, односно да се ублажат казните на осудените. Меѓутоа, председателот судијата Методија Најчевски со членот Панев и Дановски го надгласуваат судијата Ѓорги Тутунџиев. Совеста и правдолюбивоста во себе изгледа ја имал само судијата Ѓорги Тутунџиев. Тој изгледа бил надвор од политичко-идеолошката матрица со ставот за ублажување на казните.
На ваквата пресуда протестирале селаните од Скопската околија, само инициативно собирале петиција подписи за ослободување на Трајко Попов, но за жал безуспешно. На 19 август 1946 година Трајко Попов бил стрелан на тајна локација. Така налагаат правилата за извршување смртна казна. Гробот до ден денеска не му се знае каде е. Водени од желбата за удоволување на наредбите од Белград, македонскиот политички врв не бирал средства за справување со политичките неистомисленици. Обидот да се создаде слика дека и Македонија безкомпромисно се справува со така наречените контрареволуционерни сили, го доведе судскиот систем во една абсурдна положба да изрекува смртни долгогодишни затворски казни за лица кои што се залагале за интегрално решавање на македонското прашање. Судскиот систем, судејќи им ним, како што беше случајот со Трајко Попов и организацијата Бунт, всушност ја судеше идејата за независна и обединета македонска држава. Ви благодарам на трпеливоста и вниманието, а на Сдруженијето Благодариме, професоре Маријан, на вистина одлично. А сега би сакал да го најавам господинот Зоран Димовски од Раштак да ни објасни нешто плюс за ликот на Трајко преку она што му кажувале неговите предци. Повелете. Како прво, добро вечер до сите. Добро вечер од општина Газибава, добро вечер од Сдруженијето Бунт, односно Сдруженијето Македонски Аманет. Добро вечер до моите соселани. Малку сум трогнат по се ова што го слушаме, верувајте. Затоа што слушавме многу загуби на македонскиот народ од српски, бугарски и многу окупатори на овој простор. Меѓутоа овде нешто се однесува загуба од наши македонци. Осуден од наши македонци. Жално. Еве, јас како еден од овие наши соселани овдека, кои што сме ги слушале нашите дедовци, прадедовци, чичковци, кои што заедно со времето живееле со Трајко Попов, заедно биле активни во многу дејствија, и едноставно кога по ослободувањето ќе спомнеме ние како внуци, синови на нашите дедовци, за делото, ликот на Трајко Попов, тешки беа нивните одговори. Деца, молчете. Најверојатно од она што го имале видено, од она што почувствувале на каков начин Трајко го губи животот и групата што се бореле за, односно, самостална, односно, обединета Македонија, на кој начин завршува, најверојатно од тие причини нас сакале да не отргнат од тоа. Дури да прашаме. Меѓутоа, еве за среќа, пак се собираме. Не згаснува тоа. Јас навистина бев, не знам со кои зборови тоа може да го кажам, кога Дејан ми се јави и ние како жители од Раштак сме покренувале иницијативи за делото, ликот на Трајко Попов. Меѓутоа ние можда повеќе сме знаеле од слушање на нашите блиски. Меѓутоа, еве за среќа, едно здружение се појави кој што не покани и организираше да го слушнеме ликот и делото на Трајко Попов со искажување, еве, на историчарот, на малку од поширок обем, кој некои работи дури и ние не сме ги знаеле. И тоа е огромна благодарност и мислам дека тука нема да застане. Ова здружение ќе биде сигурно активно. Ние како сограѓани од Раштак има од нас полна поддршка во сите акти, едноставно само за самостална и обединета Македонија. Не би должел многу, затоа што доколку ние кажуваме од она што се случувало и на какви маки
и после ослободувањето начелно на еден дел од Македонија и активностите кои после ги имале начело со Трајко Попов Сдруженијето од господинот Евтин Гашев, кој беше наш соселанец, затоа што имаше, иако не беше родом од Раштак, по неговите кажувања, после многу пати имало затварање по 30-40 луѓе од Раштак и кога доаѓале некои така поведни личности од Југославија, по 10-15 дена однапред биле претварани во затворите. Превентивни мерки, превоспитни, како го поминувале тие 10 на 15 дена, само тие знаат и со нашите кажувања, односно нивните кажувања кои ние сме ги слушале, само сме можеле да се наежиме. Меѓутоа, еве, и покрај сите тие малтретирања, ние пак постоиме, Македонија пак постои и нема никопат да го уништат она што со идеите на Трајко Попов, со идеите на сите од нашиот учител Гоце Делчев и сите илинденци, и едноставно освен овие действија кои Трајко Попов ги спроведува политички, кои дефинитивно можда и најголемата активност што е имал со пренесување на фолклорот и културата на македонскиот народ. Но затоа, еве, Дејан и Сдруженијето и подршка од нас, во некоја наредна прилика ќе говориме затоа што културниот дел, действувањето на Трајко Попов преку културниот дел е можда нешто е најголемото, односно постапките на Гоце Делчев. Преку културата, спортот, се она што можеме да го пренесеме од нашите простори, Македонија секој пат ќе го заслужи она место кое што го има. Ви благодарам и уште еднаш имаме можност да се видиме. И на самиот крај од дебатава да потенцирам дека тука нема да застанеме. Ќе продолжуваме уште појако во време кога во Македонија раснат како печурки бугарски клубови, кога се појавуваат православни албанци, македонци кои се продаваат за пари, ние нема да застанеме. Секој лик ќе си го најде местото кај што припаѓа. За крај само сакам да му давам збор на председателот на Сдруженијето Дејан Гавровски да се обрати. Добро вечер присутни. Јас на крај само да се заблагодарам што сте тука, сакам да се заблагодарам на представниците од Советот на општина Гази Баба. Исто сакам да порачам дека имаме поддршката од градоначалникот, меѓутоа поради службени обврски не може да биде тука присутен, меѓутоа ги поддржува овие активности. Сакам да се заблагодарам на професорот Маријан Ивановски, кој срдечно на првото јавување мое прифати без ни малку да разговара, веројатно не има исследено професорот и претходно, меѓутоа и во неговиот кабинет ми ја поклони книгата Аполон, водач на Македонскиот бунт, и благодарам уште еднаш, се надевам дека ќе соработуваме. Благодарам на професорката Ачковска што не поддржува, што е присутна. Значи нејзиното име. Тука има еден дечко Александар што морам да го поздравам посебно, знае зошто, не да не навлегуваме, не сакам многу да го фалам. И толку. И благодарам, продолжуваме, Македонија е жива, заедно сите до крај. И благодарам уште еднаш. Благодарам за присуствието. Исто сакам на крај и за тука имаме потомци на Трајко Попов. Особено сакам да се заблагодарам за присуството, сакам да се заблагодарам на селаните на Раштак, граѓаните кои живеат во Скопје, од Раштак, било на сите кои што сте тука, и да ветам дека сите заедно многу ќе направиме за Трајко Попов. Јас верувам дека многу ќе направиме. Можеме и во Раштак да направиме со иницијатива, спремаме и втора трибина. Тоа, да го кажам, повеќе за културно-уметничкиот доем на Трајко Попов ќе се задржиме, сега веќе повеќе за револуцијата. Доколку има некој да каже уште збор два, повелете.
сум Трпковски библиот Рашка и не се учествував во собирањето на материјалите за печатење на книгата И сега само да напоменам надписите кои се пишувале овде по ние кои продават колко на сега е и се сите вика тези си мире веќе не игра. Колку ќе се страво криминални себе, во душите, дури дета рече, тоа ако позираме не е понос Имаме трибина за тоа посебно, да. Посебно ќе имаме трибина. Немојте со тоа име да разгадате. И тоа се стараме. Ќе разгадате си играјте со тоа име. Сетарите да се уви. И ние мислиме да не помогне толку и организацијата и регистрацијата. И јутро срекот се исто и не сакате да помогне. Неговиот прв соработник, Трајковски Ѓорѓи, и 38 година последен начин на функционирање на Војско Рашка, учествува само иницијативно, не се поканети, уговорите се покана, меѓутоа на крајшата се заминува со второ место. Ѓорѓи поканен, да работи во там. Стран, колкото и да тоа се принесува на други и стане с това има много други работи да правите. Ке имаме уште една дебата. Посебно за периодот кога веќе активно присуствува во големата секретите дури на станите на кали што ги поминува дискатално. Тој го значи со кадарите, влегувам за некои да се раскопчени люди, теја и цело покупи. Се враќам назад, кога е команда минка, кој се враќам. Кој е деса така, деса така. Тај кој ке го текам. Такви биле, другите такви. Тај го купуве не знаме. Тоа е проблем срце. И за онесте колку време поминало, веќе да се помнува. И уште поделно што се уште не се знаат кај се не се дали некоја сме Благодарам. Јас само кратко. Јас сум Васил Велков од семејството на Трајко Попов. Мојата половина е Попов од мајчина страна. Би сакал да изразам една бескрајна благодарност до Сдруженијето Македонски Аманет што го негува ликот и делото на Трајко Попов. Тука вечерва со нас е и мајка ми Стојанка Цонка Велкова, која лично присуствувала на последното видување со Трајко и нејзиниот братучет кој што го носи неговото име, Трајко Попов. Да не остане трибинава само така да испратиме една порака, да има вредност, да ги воспитуваме нашите деца во духот на македонизмот, во духот на Трајко Попов, да знаат дека постои нешто посвето, нешто поголемо од себе си. Тој се жртвувал себе за нешто, за поголема цел, за Македонија. Ако не ги воспитуваме нашите деца така, ќе не нема нас, ќе не избришат еден ден. Се сеќавам дека пред многу години започна собирање на материјал
95-та или малку порано, дојде еден господин во канцеларијата на моите родители, почна да прибира материјал, фотографии, не ќе сакам да го заборавиме, господинот Стоиле Димовски. И сите останати од селото, потоа грешка би било ако не го споменеме и Тодор Петров кој помогна за бистата. Беше повикан истото, беше повикан. Бил повикан. Бескрајна благодарност до професорите, до професорката Виолета Ачковска и до професорот која напиша книгата. Тука, на вистина, како семејство не можеме да бидеме поблагодарни, можеби подоцна се вреднува неговата дејност, но сепак се вреднува и не можеме тоа да го заборавиме. Благодарам на сите. Ви благодарам уште еднаш, да сте живи и здрави, голем поздрав, се гледаме пак.